Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Поздрав екипа, добре дојавте во епизода 23. Нашето патување стигнува пред крајот на самата академија. Но продолжуваме со работа. Најверојатно, ако губиш пари во трейдингот, не е проблем во стратегијата. Проблемот е во тоа што не водите журнал и не правите бектестинг правилно. Денес ќе ти покажам како професионалците стануваат конзистентни. Зошто е важно да правиме журнал? Затоа што без журнал нема напредок. Без бектестинг нема доверба и сигурност. Трейдинг без податоци е исто како да се коцкате. Затоа, журналот и бектестингот се многу битни. Реалноста е дека 90% трейдерите не знаат зашто губат. Журнал не е само entry и exit на трейд. Журналот е еднаков на нашиот дата систем. Затоа, кога правите журнал, ајде да земеме некои основни информации. Например, бараме пар, да речеме евро USD, XAU USD или златото и така натака. Потоа гледаме date and time. Ги запишуваме. Следно што треба да запишеме е сесија, например Лондон или Нью Йорк Килзон. И четврто што одредуваме е правецот на маркетот, односно buy или sell. Вака изгледа една основна информација на самиот журнал. Кога одиме кај влезни детали, треба точно да знаеме која е нашата влезна цена. Каде се најдува нашиот стоп лос, каде се наоѓа нашиот take profit и четврто, колку ризикуваме во проценти од акаунтот. Ова се деталите. Следно е нашиот сетап. Која е нашата конфирмација? Сме добиле liquidity sweep
имаме MSS, Market Structure Shift, потврден order block или fair value gap и сме го одредиле нашиот bias. Секогаш кога ќе ги соберете информациите за вашата конфирмација, запишете зошто сте влегле во трейдот. Бидејќи не е само сетапот за влез, треба да има и логика. Кога доаѓаме до излез или завршеток, ќе имаме win или lose, го знаеме нашиот risk reward, и најбитно на крај резултатите. Следно што доаѓа е самата психологија. Овде се станува професионалец. Дали беше нервозен? Дали го следеше планот? Дали имаше FOMO? И на крај, дали правеше revenge trade? Секогаш мора да одговорите на овие прашања во вашиот журнал. Бидејќи треба точно да знаете какви емоции сте имале пред влез на трейдот, после излез на трейдот. Треба да знаете дали сте го следеле планот до крај, дали сте имале FOMO и дали сте направиле revenge trading. Пред да влезете во трейд, правите скриншот и откако ќе излезете од трейдот, повторно правите скриншот. За да ги знаете првичните резултати, како сте го замислиле вашиот сетап, дали си исполнил вашиот сетап и каков резултат ви донесол. Бидејќи, ако не можеш да си го објасниш трейдот, што го имаш направено, не ни требало да бидеш во тој трейд. Да се префрлиме на бектестинг. Како се прави правилно? Бектестингот не е еднаков на гледање чарт. Бектестинг е еднаков на симулација, исто како да тргуваш во лайф. Прв чекор избери стратегија. Пример. Breakout плюс retest, SMC setup или liquidity grab.
Чекор 2. Избери таймфрейм. Higher timeframe. H1, H4, одредување на bias. Lower timeframe, M15, M5, нашиот entry. Чекор 3. Враќање на чарт назад. За ова користиме replay mode на TradingView. Може и бесплатно се користи само на daily chart. Чекор 4. Симулирајте трейд. За секој трейд запишете entry, stop loss, take profit и results. Потполно исто како да тргувате на лайф налог. Чекор 5. Минимум 50 до 100 трейда. Бидејќи за помалку нема статистика. Чекор 6. Направете анализа. Win rate во проценти, просечен risk reward и максимален drawdown. Овие се 6 чекори како правилно да постапите кога правите бектестинг. Бидејќи не е бектестингот само момент каде што ќе го отвориме чартот, ќе му се пулиме, ќе навраќаме наназад со чартот да видиме што направила цената, треба да најдете трейд, да видите дали стратегијата функционира. Доколку после 50 трейда добиете крајна анализа дека стратегијата не функционира, не го пронаѓате вашиот сетап, пробувате со друга стратегија наредни 50 трейда. Но, доколку бидат испратени сите чекори, а овие кои ги набројавме претходно, нема стратегија што не функционира. Секоја стратегија функционира на свој начин, во свое време и во своја сесија. Бидејќи на секоја стратегија има алгоритам. Алгоритамот претежно работи, да речеме, во Лондон сесија на некоја стратегија, а во Нью Йорк сесија истата стратегија не функционира. Стратегиите не функционираат кога сме во тренд и кога сме во ренч, бидејќи за ренч има посебна стратегија, кога имаме тренд имаме посебна стратегија. Така да, овие чекори треба да ги превземете
за да направите правилен бектестинг. Клучната математика е тоа дека профитабилноста не е еднаква на win rate-от. Зошто? Бидејќи ако имате win rate 40%, а risk reward 1:3, вие повторно сте профитабилни. Затоа што вашата загуба е помала од добивката што ја правите. Win rate-от не е битен за профитабилноста, бидејќи не го одредува win rate-от профитабилниот трейдер. Самата профитабилност доаѓа од риск ревордот. Најчести грешки кај трейдерите се следниве. Нема журнал. Нема бектестинг. Премал број на трейдови во бектестинг. Нема психолошки запис. И секој ден менување на стратегија. Стратегијата не може да видите дали работи во 3 дена. За секоја стратегија треба период барем од 3 до 6 месеци за да видите дали стратегијата е профитабилна, дали стратегијата ви одговара на вашиот сетап за тргување и на вашиот стил за тргување. Затоа треба на секоја стратегија да дадете време. Кога ќе почнете да ги елиминирате овие грешки, да правите бектестинг, да запишувате журнал, да имате доволен број на трейдови во бектестингот на самата стратегија, сам по себе иди психолошкиот запис и кога ќе видите дека win rate-от работи, дека имате добар риск реворд, нема да менувате стратегија. Но доколку секој ден, два менувате стратегија, не може да ги видите вашите резултати. Бидејќи пред да почнете да тргувате на лайф налог, секогаш треба да направите 3 до 6 месеци тргување на демо акаунт, да ја усовршите вашата стратегија, па да може да се префрдите на лайф налог, како би докажале конзистентност и профитабилност. Следно што ќе испочитуваме ќе биде екшен план, и тоа од денес. Направете журнал. Најчесто можете да користите Excel или Notepad. Во журналот ги запишувате основните информации. Тоа се овие по кои се пратите за вашиот сетап. Почнувате со бектестинг на самата стратегија. Задолжително 10 треда на ден во бектестинг. Секој тред го запишувате. Секоја информација што е внесена во журналот е префрлате од бектестингот.
ако земите да правите трейд на Euro USD, запишувате во која сесија, во кое време, која била правецот на маркетот, дали buy или sell, на која цена сте влегле, каде се наоѓа вашиот стоп лос, каде вашиот take profit и кој е вашиот ризик. Препорачувам да почнете на демо акаунт со помала големина на акаунт, да не почнувате со $100,000 или 200, почнете со 5 до 10,000 долари и правете реален ризик, исто како да тргувате на лайф налог. Кога ќе помина 7 дена, ќе имате направено 70 тредови во бектестинг. За 30 до 60 дена ќе знаете дали вашата стратегија работи. Ако сакате да станете профитабилни, треба да престанете да нагаѓате, бидејќи со нагаѓање само може да се дојде до акаунт ликвидити. Зошто? Трейдингот не е игра и бизнис на нагаѓање, него игра на логика и сигурност. Доколку не сте сигурни и немате објаснување за вашиот трейд, немојте да влегувате. Секогаш кога влегувате во трейдот, треба да знаете зошто сте влегле. Поставете го тоа прашање на себе. Зошто влегувам во трейд? Зошто сакам овој трейд да биде профитабилен? Зошто мислам дека или сум сигурен дека маркетот ќе оди во таа насока? Треба да имате информации. Информацијата е секогаш пред вас на чартот. Доколку сте научиле да ги читате свеќите, лесно ќе имате разлог за самиот трейд зашто сте влегле. Затоа почнете да мислите како статистичари, бидејќи журналот и бектестингот ве носат до вашата консистентност на маркетот како трейдери. Почитувајте ги овие правила, запишувајте секој еден трейд што го превземате, за да имате база на податоци. Останете во успешна недела, ви посакувам прекрасен викенд и се гледаме во наредна епизода.